Премиерот Христијан Мицкоски за деновиве најави исплата на сточарите по сите основи, бидејќи таа беше сврзана со ребалансот на буџетот. Да, ребалансот е донесен, истиот се објавува во службен весник и потоа веднаш, бидејќи средствата се обезбедени, ќе биде сето тоа исплатено. Мене ми е драго што од оние предизвици кои што ги има сточарите, а тоа е, да речеме, цената и вишоците кои што ги имаат, веќе ги немаат. Успеавме со една, би рекол, интензивна акција да тоа го надминиме. Веднаш потоа Мицкоски најави ред и дисциплина во секој сектор, бидејќи освен сточарите, предизвици има и владата. Но исто така и ние имаме одредени предизвици каде што се пријавени грла добиток кои што за 100 пати повеќе произведуваат млеко, например, од оние кои што вообичаено ги произведуваат, така што ќе треба малку тука и дисциплината да ја подобриме, бидејќи сепак тоа се народни пари, пари на граѓаните. И ако така сите се однесуваме кон тоа што е народно добро, тогаш ќе немаме уште долго. Едноставно ќе треба од нешто да се скрати. Така што ќе мора да сме пред се честни, дисциплинирани и да пријавуваме навистина тоа кое што го произведуваме. Не можеме ние од едно грло добиток да произведеме 100 пати повеќе отколку би рекол, успешното такво грло добиток во светот може да произведе. Сега ќе оставите на совеста на сточарите или ќе има казни? Не, ќе има апсолутно дека ќе има контрола и веќе таа контрола е започната. И не само со овој тип на производи, односно со сточарите, туку и со земјоделците и со станатите земјоделски култури.